Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Оваа позната изрека на македонскиот револуционер Гоце Делчев и денес, повеќе од еден век по смртта, е водилка за отвореноста на еден ум и нација. Но дали е така? И денеска Балканот се гуши во испреплетените истории, наместо да гледа кон заедничката иднина. Што стои зад бугарскиот обид за проблематизирање на историјата? Дали Бојко Борисов игра двојна игра? Моштите на Делчев во Скопје како оставштина за македонското битие или за раздор меѓу Софија и Скопје? Зошто проблемот се роди пред одлуката на Европската Унија? Колку има политика во историјата, а колку љубов меѓу соседите на Балканот? Во 24 отворено вечерва разговараме со историчарите Драги Ѓорѓиев. Добра вечер, добре дојдовте. Во студиото на 24 отворено Далибор Јовановски, историчар. Инаку, едниот е председател на комисијата, тоа е господин Ѓорѓиев за преговори со Бугарија, а Јовановски е дел од комисијата за преговори со Грција. И Петар Колев од ГДУ, партијата ГДУ, своевремено и председател на Македонско-бугарското друштво за пријателство и соработка. Добро вечер. На почетокот едно исто прашање, едноставно, сакам да биде веројатно и едноставен и одговор ќе побарам. Чиј е Гоце Делчев? Македонски или бугарски револуционер? Прашањето е едноставно, но одговорот е комплициран, како што гледаме во последните денови. Едноставно за Гоце Делчев, нели, постојат тие две силни нарации кои се присутни во Бугарија и во Македонија. За Македонија и за македонскиот народ тоа е македонец, се разбира. За Бугарија и бугарскиот народ тоа е бугарин. И тука настануваат тие, нели, недоразбирања околу кои и комисијата заедничка се обидува да даде одговор и потребно е време и трпение за да можеби успееме нешто да изнајдеме решение кое ќе ги спласне тие тензии и тие недоразбирања. Добро, ќе се навратиме, се разбира, подоцна повеќе малку на прашањето. Јовановски? Па би се надоврзал на колегата Ѓорѓиев. За нас тој е еден од најголемите револуционери, еден од втемелувачите на современиот македонски идентитет преку борбата на револуционерната организација. За соседна Бугарија тој е бугарски револуционер, меѓутоа последните научни истражувања во светот покажуваат дека се повеќе познати светски научници кои што се бават со оваа проблематика го сметаат или за споделена личност или за македонски револуционер. Може ли да постојат споделени личности во историјата? Дали е тоа возможно едноставно? Постојат во многу примери, особено во Централна и во Северна Европа, па и делумно во Источна Европа, меѓутоа таму подруго се размислува. Таму кога ќе се каже споделена личност, никој никого не обвинува за крадење на историја, нема никакви закани. Напротив, тие се гордеат со такви споделени личности. Колев? Јас пред се би сакал да кажам дека не сум историчар по образование и со внимание ги слушав историчарите, професорите и мислам дека во оној момент кога помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија се потпиша договорот за пријателство, соработка и добрососедство, ние како политичари мислам дека тогаш бевме на јасниот став дека историските прашања помеѓу Скопје и Софија ќе ги оставиме да ги решаваат историчарите. Затоа сметам и дека духот на договорот точно во сферата на историјата, основната поента негова беше создавањето на заедничка мешовита комисија од експерти, историчари, специјалисти од Македонија и од Бугарија, кои што овие недоразбирања, кои што траат со години, не се од денеска или од вчера, да најдат најдобри решенија со кои што таа тензија помеѓу Скопје и Софија да биде затворена. Јас тогаш бев на вистина среќен, бидејќи во оној период од време тогаш бев и председател на Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство и бев среќен од фактот дека Скопје и Софија после толку години на конфликтност, после толку години на ненаоѓање на заеднички јазик, на крајот најдоа начин како да седнат на една маса, да се договорат и да најдат правна формулација за ред прашања кои што беа отворени помеѓу нас и да ги затворат. И јас како човек кој што
што денеска се занимава со политика, би останал лојален на тој договор и би останал лојален на моето разбирање и од тоа време и од денеска, тој проблем да го оставиме на комисијата и се надевам дека и останатите колеги, како од Македонија, така и од Бугарија, ќе дадат простор на експертите, на историчарите, на специјалистиве во сферата да дадат одговор на тие прашања. Јас сум убеден дека не само Гоце Делчев и многу други најверојатно историски личности под некаква форма ќе предизвикаат таков момент на тензија, но сум убеден и во друго, дека тие историски личности би можело да бидат и нивниот ова клучно прашање чии се, по таков начин да биде одговорено што да не бидат повод за недоразбирање и задлабочување на проблемите, а точно обратно, да бидат повод за тоа да имаме по-нормални, по-добри, пријателски односи помеѓу Скопје и Софија. Но наративот што доаѓа изминативе денови од Софија не остава простор за некакви различни толкувања и за наоѓање заедничко решение. На што се должи тоа? Знаете ли, јас до некаква степен бев и малку збунет од тоа што го слушнав како изјави, особено од министерката за надворешни работи госпоѓа Захариева, затоа што пред 2 дена, точно пред 2 или 3 дена пред незината изјава, со огромна радост прочитав дека Република Бугарија е една од 13 држави членки на Европската Унија која испратила писмо за безусловна поддршка за почеток на преговори на Република Северна Македонија со Европската Унија. Тоест, и по време додека Бугарија беше председавач со Европскиот совет, Бугарија преку целото време лобираше за нашиот европски пат и европски просперитет, нели? И одеднушка се изненадив од една таква изјава. Ако не успееме да најдеме решение на ова прашање, дека ќе бидеме блокирани. Иако до сега сум слушал и други изјави од други бугарски политичари во насока дека Македонија ќе биде блокирана за едно или за друго нешто, особено во периодот кога се зборуваше за цар Самуил и за некои други спорни моменти од историјата, сепак разберете ме, не сум историчен, не можам да влегувам во детали, но и тогаш имаше потврди изјави, но се виде дека со текот на времето тие прашања се решија. Кажете дека се ова изјави повеќе за домашна употреба дадени? Не можам да кажам, не знам што мислеле господјата Захариева или кој друг политичар дал изјава, не знам што мислел во тој период, но прифаќам дека Гоце Делчев како личност е така сврзана со емоциите и во Македонија и во Бугарија, и понекогаш некој може да си дозволи поемоционална така постапка. Се надевам дека и политичарите во Македонија можеби ќе се вклучат во оваа дебата, во таа насока дипломатијата, но пак ќе се вратам на мојата основна теза. Овој договор беше потпишан, според мене, една од насоките на тој договор беше да не се занимава политиката со историјата, а историчарите да се занимаваат со историјата и да се најде најкомпромисно и разумно решение. Да. Сега сакам да го вклучам разговорот што денеска мојот колега Гаврил Сирачевски го направи со бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, после што ќе се вратиме во студиото и ќе коментираме повторно позициите и на бугарската, но и на македонската страна. Добро, господин Ковачев, се чини дека работните групи запреа по однос на чествувањето на Гоце Делчев. Зошто 7 октомври практично е проблематичен за бугарската страна? Аз въобще не знам защо въобще се предлага от страна на Република Северна Македония тази дата. Тази дата въобще за нас е пълна провокация и не може да има никакво съмнение, че на такава основа ние не може да работиме. Ние искаме да сме най-близки, най-добри приятели, да помагаме на гражданите на Република Северна Македония да станат бързо членове на Европейският съюз с всички права и задължения, които произлизат от пълноправното членство в Европейския съюз. Но нека нашата молба към всички граждани на Република Северна Македония е нека наистина да се обединиме около истината, а не около митологиите на комунизма, на титовизма, на Сталин, на всичките ужаси на Хитлер, на всичките ужаси от миналото. Да не ги използваме отново
за противопоставяне в 21 век, когато трябва ръка за ръка да вървиме заедно. Нито българите са български фашистички окупатори, нито такива комунистически пропаганди и лъжи трябва да бъдат повтаряни, каквито са били в Съюзна република Македония, част от Югославия срещу България. Това за нас е провокация, което направиха, и тази дата, за която вие говорите, е абсолютно не само неприятелно, комунистическо предателство, което е извършено от комунистически престъпници. Зошто едноставно ова прашање не се остави на историчарите и да не биде искористено можеби како понатамошен ултиматум за понатамошните евроинтегративни процеси на нашата земја? Вижте колко странна е ситуацията. Преди наистина казвахме да оставиме това прашане на историчарите, за това беше подписани договора и създадена тази комисия от представители на академичния свят, както от страна на Република Северна Македония, така от страна на Република България. И се вижда, че те нямат кураж, нямат смелост. Видяхме и самия господин Драги Георгиев, председателя, който е един за мен съвестен човек, добър професионалист, но той няма кураж и няма смелост да каже каква е етническата принадлежност, какъв се е чувствал той самия. Както сега няма никой проблем с това и ние не сме негатори на македонската идентичност. Тук трябва много ясно да кажем. Всеки жив човек е в пълното си право да се самодекларира такъв, какъвто желае и какъвто го разбира и какъвто иска. И никой няма право, нито в България, нито където и да било по света, да прави каквото какъвто и да било коментар. Така че ние сега, в 2019 година, живеещите на граждани на Република Северна Македония, нямаме никакъв проблем с тяхната идентичност, който какъвто иска да се декларира. Като етнически македонци, като албанци, като турци, като българи, както желаят и както сърцето и душата им повелява. Но тук е голямото но. Никой няма право също така на починали хора. Това е гавра и кощунство с паметта на Гоце Делчев, на българинът Гоце Делчев. Той самия се е самодекларирал като българин. Затова ние призоваваме и историците да имат кураж, смелост, да бъдат охрабрени, да стъпат на истината. Няма да бъдете нито вие, нито който и да било по-малко македонец, ако стъпиме върху истината и, разбира се, ще имате най-искрен приятел в лицето на България. Добро, намоштите не се земени насилно от страна на Македонија, сепак се предадени доброволно от страна на тогашните власти в България. Комунистически престъпници. Комунистите направиха огромно зло, с огромно насилие, с терор, с убийства, кървавия божик, голи оток, с закона за македонската чест. Ако кажеш, че си българин, това беше най-тежкото престъпление. Предавник, престъпник, колаборатор на българския фашистически окупатор. Най-лошите неща в бившата Титова комунистическа Югославия бяха срещу българите. Сосема за крај, дали освен Гоце Делчев очекувате недоразбирање и за други историски ликови? Аз мисля, че бях пределно ясен за абсолютно всички революционери, възрожденци, братя Милдинови, Райко Жензифов, Григор Парличев, за който желаете от 19 до 20, началото на 20 век. Така че тази памет ние няма как да предадеме, защото е кощунство към хора, които са починали, към тяхната памет, и ние трябва да имаме малко респект и уважение след толкова много десетилетия на омраза. Нашата протегната ръка е съвсем искрена. Никой не поставя под съмнение идентичността на сега живеещите в Македония, тези, които се самоопределят като етнически македонци. Това е ваше право, това е човешко право и никой няма право да го отнеме това ваше право. Господин Ковачев, ви благодарам за ова кратко интервю. Господин Георгиев, прилично јасни и тврди позиции на бугарската политика, предпоставувам и на бугарските историчари во преговорите. Како им одговарате вие на ваквите тези? Јас прво сакам да кажем дека да, во нашиот текст беше предложен 7 октомври како датум за чествување, меѓутоа
тоа обично го испуштат да го спомнат од бугарската страна. Во продолжение на реченицата стоеше и други јубилејни датуми. Значи, ние не се бевме строго за 7 октомври, туку во продолжение на реченицата имаше и други јубилејни датуми. Документите врз кои се тврди за идентитетот на Гоце Делчев се исти и за бугарската историографија и за македонската. Писмата на Гоце Делчев, пишувањата до него, други луѓе како пишувале за него, тие сите се едните исти. Базата е иста, фактите се исти врз кои македонската и бугарската историографија го градат својот наратив за Гоце Делчев. Разликата е во толкувањето. Бидејќи точно е дека Гоце Делчев во писмото до Никола Малешевски кажува дека е бугарин. И за бугарскиот народ пишува, нели, да цитирам, бугарското племе, ние сме дел од бугарското племе, и дека тие поделби меѓу тој народ доведува до тоа да бидат во таква ситуација во тоа време во 903 и тука ние не можеме да го негираме тоа. Меѓутоа исто во писмата на Гоце Делчев постојат и тој зборови за македонци, за македонки и за македонски народ исто така. Тој вели дека борбата, слободата на Македонија лежи во внатрешно востание на македонскиот народ. И тоа се аргументите врз кои македонската страна гради својата приказна дека Гоце Делчев всушност е македонец. И од политички аспект, ако погледнете, Гоце Делчев навистина е македонец. Кај Гоце Делчев има изворедно силен политички идентитет како македонец. Тој се бори за македонска држава, за македонска автономија. Тој е цело време присутен во Македонија, го гради тој мит кај народот во Македонија, за Македонија како татковина, и од тој аспект јас ретко може да се најде во нашата историја поголем македонец од Гоце Делчев. Меѓутоа стои фактот дека тој, како што реков, во одредени, нели, своји писања се определува како бугарин. Кога сега од едната страна имате таква реторика исклучива, кога не се прифаќаат, нели, толкувањата поинакви, туку се оди со еден исклучителен став дека мора да се признае дека Гоце Делчев е бугарин, без при тоа да се навлезе во една посериозна дебата, по една подолгорочна дискусија, да се вклучат можеби и поголем дел од јавноста, туку се бара веднаш на првиот состанок да се, нели, направи текст и да се каже ваква и ваква е ситуацијата со Гоце Делчев, тогаш ние се наоѓаме во позиција која апсолутно не можеме да ја прифатиме. Ние бараме за Гоце Делчев да се дискутира, да се подолго време да се разгледува тоа и да се изгради став во кој ќе бидат, нели, земени во обзири двете страни, не само, нели, ултиматум да се стави пред едната страна, мора да се признае дека Гоце Делчев. Историските околности тогаш биле сосема поинакви. Македонија немала своја управа на територијата на Македонија, значи не постоела македонска држава, туку постоеле управи на повеќе различни држави во различни периоди и претпоставувам од таму доаѓаат и различните толкувања на она што се вели што бил Гоце Делчев. Тоа е период, би рекол, хаотичен во секов поглед, во политички, во верски, во културен на територијата на Македонија, крај на 19 и почеток на 20 век. И во тоа време, да не зборам за наследството османлиско во однос на милет системот, во однос на идентитетите кај луѓето во тоа време, кај кои постојат повеќе идентитети. Би рекол, националниот идентитет во тоа време е по-неважен од верскиот идентитет на луѓето. И сега, кога се нели, бара да се каже едно многу јасно, кристално јасно реченица за идентитетот на еден човек од тоа време, тогаш јас мислам дека тука треба да се биде многу внимателен и да се земат во обзир многу фактори за да се, нели, каже една таква исклучителна реченица, тој дека некој бил тоа и тоа. Секогаш постојат неколку други фактори кои мора да се земат. Бугарите го бараат тоа експлицитно од нашата комисија, тоа да се стави во текстот? Не, морам да кажам не. Оваа расправа која е жестока, која се разви за Гоце Делчев е всушност повеќе производ на политичарите, пред се на изјавите на бугарските политичари. И тие изјави на овие политичари ја покажуваат контрапродуктивноста на
кога политиката ќе се замеше во историјата и во работата на комисијата. Комисијата, што околу кое ние се судривме во комисијата, точно тоа е датумот, 7 октомври. Меѓутоа, не беше главна причина за да дојде до тоа расправата за идентитетот на Гоце Делчев во нашата комисија. Ние работевме во една многу пристојна атмосфера во Скопје последната средба и воопшто не беше на врвот од нашата дискусија идентитетот на Гоце Делчев, туку околу градиме еден текст околу биографските податоци за Гоце Делчев, потоа неговите активности, нели неговата дејност во организацијата и на крајот ќе се обидиме да направиме текст, ако успееме да сложиме, за тоа зошто е важен Гоце Делчев за Бугарија и за Македонија, за македонскиот народ и за бугарскиот народ. Јас неколку пати изјавив, ако ние во комисијата започнеме да дискутираме за да Гоце Делчев и да го утврдуваме идентитетот на Гоце Делчев, тогаш нема да дојдеме до решение. Расправите, дискусиите за идентитетот на Гоце Делчев ќе продолжат и понатаму. И нема, мислам, во догледно време да престанат, бидејќи има аргументи, факти, извори кои можат да им служат и на тој наратив и на другиот наратив. Затоа, ако сакаме да се дојде до решение, некакво решение за заедничко учествување на Гоце Делчев, тогаш комисијата мора да го остави идентитетот на страна на Гоце Делчев. Ивановски, чувствувам дека политиката има доста земено замав во целата оваа работа, што претпоставувам за вас историчарите не е добро во оваа ситуација. Добро, не е добро, меѓутоа не е изненадувачки. Господинот Ковачев беше многу емотивен, што мислам дека не доликува на еден политичар, особено член на Европскиот парламент. Еве запишав некои работи тука: комунизам, предавници, Сталин, Тито и така натаму. Тоа се однесува на она теза што провеува во Софија и во последно време помалку во Атина, ја имаше присутни таму, дека македонците се креација на Коминтерната. 1934 година Коминтерната решила да има македонска нација и само заради тоа била создадена современата македонска нација од страна на маршал Тито и така натаму. Забораваат дека во тој документ постоеше и добруџанска и тракиска нација. Тие гледаме дека не постојат и сите се прашуваат зошто не постојат тие две нации, туку постои само македонската нација. Тоа што го кажуваше господинот Ковачев, нас ни беше кажано 2014 година на една средба со бугарските историчари. Македонската академија на науки и уметности, Бугарската академија на науки има еден договор за проекти. И од хуманистички, од општествени, и од технички, од медицински науки. И имаше неколку историски проекти. Имавме средба во јули 2014 година, затворена за јавноста, помеѓу македонските и бугарските историчари. Нема да спомнам кој бе од наша страна, бидејќи не е коректно, не се тука. Денес некако гледам поинако изјавуваат. И таму ни беше кажано тоа што го кажа Ковачев. Ние немаме никаков проблем со населението во Вардарска Македонија од 1944 наваму, но од 1944 година вие сте бугари. Сега кога се говори околу идентитет на една личност, многу е лесно од денешна гледна точка да тврдиш дека тој е бугарин и како вика таму ќе направиме греф и слично на тоа. Меѓутоа, развојот на идентитетите на националните идентитети на Балканот е скоро секаде исти. И во Македонија, и во Бугарија, и во Србија, и во Грција, и во Албанија. Значи се почнува од некаде, тоа што го спомна колегата Георгиев, многу повеќе беше значајна верската компонента отколку етничката. Еден дел од балканските христијани го прифати исламот и тие со нивните, да кажам, до вчерашни браќа престанаа да имаат било какви години. Сега овде слушнавме, практично бугарите не обвинуваат нас,
Македонија за фалсификување на историјата. Не ја фалсификуваме историјата. Со што ја фалсификуваме историјата? Со тоа што ги А кажеме вие велите дека се базирате на истите документи и истите факти. не, да ви кажам, не ја фалсификуваме. Извини, еден интересен момент од работата на комисијата ќе открием еден детал. Кога дискутиравме, меѓу другото, и за идентитетот на Гоце Делчев, тоа неминовно кога се разговара за него, и бугарската и македонската страна ја има истата книга пред себе. И го бране идентитетот на Гоце Делчев од истата книга. Тоа е книгата на Дино Ќосев, писмата на Гоце Делчев. Нашата страна наоѓаше аргументи во истата книга, во истите писма на Гоце Делчев, во кои бугарската страна наоѓаше. Значи, околу тој идентитет на Гоце Делчев е толку испреплетено, што е многу тешко да се стрикно да се каже да, тој беше бугарин или тој беше македонец. Значи, ќе кажем, тој регионален и силен политички идентитет на Гоце Делчев, врзан за Македонија, е многу, многу важен во идентификувањето на Гоце Делчев како македонец. И неговата борба за Македонија. Дали сега и во вашиот став забележувам политичка нишка? Предпоставувам пред 10-15 години цврсто ќе застаневте сите историчари ќе речевте да, Гоце Делчев е македонец. Гоце Делчев е вткаен во развојот и на современата македонска држава преку неговото дело и најпосле делот македонската химна. Така е, во Гоце Делчев лежи и државноста на македонската држава. Сега некако помеко настапувате, да речеме, кога разговараме за тоа. Да, може да биде и бугарин, може да биде и македонец. Не се работи за помеко. Ние не правиме проблем на бугарите да го чувствуваат како бугари. Меѓутоа не можеме да прифатиме да ни е наметнато дека ние мора да кажеме заради X број на документи дека бил бугари. Не само за Гоце Делчев. Еве, например, земете го Григор Прличев. Барем 3 балкански држави денешни, Македонија, Бугарија и Грција, може да го сметаат за свој. Барем 3. Григор Прличев, кој што 1861 година во Атина беше награден со најголемата тогашна награда Хомеровиот венец, тоа не го доби случајно. Ја знаеше Катареусата, што многу грци не ја знаеа подобро од грците. Рангавис го става во 1877 година во една книга за најголемите современи грчки поети, како еден од најголемите грчки поети. Подоцна го ја менува страната. Оди на словенската страна. Ние сметаме за македонска, бугарите сметаат за бугарска. Затоа ви кажав, постојат многу примери во Европа, каде што една личност е важна за барем два народа или две нации. Адам Мицкиевич земете, за 3 нации. Литванската, полската, белоруската. Никој не спори што тој има направено. Ниеден од овие 3 народа не се обвинува меѓу себе дека го краде. Тоа е разрешено. Колев, зошто оваа исклучивост во изјавите од бугарска страна? Тешко да можам јас да ви дадам одговор на тоа прашање. Најверојатно ќе треба да го поставите до некој од колегите од Бугарија. Добро, како го толкувате? Како толкувате таа исклучивост? Како момент на сосема логична човечка реакција на емоционалност. И ние во нашава земја, понекогаш политичарите, кога ќе видиме камера и имаме можност да дадеме изјава, со која што ќе добавиме хипотетички 2 или 3% од нашиот рейтинг, најчесто го злоупотребуваме телевизискиот канал, ефир, време, можност и го правиме тоа. Но ако го тргнеме тоа на страна, јас би се обидел да размислувам како човек кој што не е историчар за некои работи кои што ги слушнав за прв пат. Првото нешто што го слушнав и се изненадив на вистина за тој предлог да го одбележуваме Гоце Делчев заедно со Бугарија на денот кога Софија ги предала коските
на Македонија. Ме изненади фактот бидејќи минатата година двајцата премиери Борисов и Заев го одбележуваа Гоце Делчев, мислам дека беше два пати, еднушка во Скопје на неговиот гроб, мислам дека беше на денот на Илинденското востание, ако не се лажам, по подпишувањето на договорот, и на другиот пат беше во Благоевград на неговиот ден на роден ден или на неговиот датумот кога е убиен на 4 мај. И одеднушка тој момент со некоја друга дата мене лично ме изненади. Веќе за оваа година и пол има некаква пракса на тоа, некаква пракса политичка, кога двајцата премиери или двете држави да се обидат да го учествуваат заедно. И мислам дека во една таква насока, ако се бара решението на ова прашање, можеби полесно ќе се најде. Односно, другото нешто кое за мене е така интересно, за прв пат можеби македонската јавност сепак нашите пријатели и соседи од Бугарија треба да може да одговориме веднаш на овие прашања што ги поставивте во однос на чествувањето за обидот да се чествува денот кога моштите биле пренесени во Скопје. Мислам дека тоа беше досега не се случило дилемата што ја поставивте, ме изненади тој. А претходно имаше разговори меѓу Борисов и Заев да бидат, значи, дали денот на неговата смрт, дали денот на неговото раѓање. Не знам дали имало разговори. Може би не разговори, меѓутоа и во јавни изјави положија цвеќе на гробот на Гоце Делчев и во Благоевград на споменикот на Гоце Делчев положија цвеќе. Јас се изненадив од тоа дека има некаков друг предлог со некоја друга дата, нели, поразлична. А што мислите, што ве изненадува во тој предлог? Мислите дека некава мина во преговорите? Не би рекол дека е некаква мина, но е нешто поразлично од тоа што и ние како македонска јавност, нели, и бугарската јавност веќе го виделе. Како креативно решение, не знам. Хипотетички, возможно. Ѓорѓиев, од каде дојде токму таа идеја? Таа идеја беше да се покаже пред јавноста дека тоа е чин на добра волја, во духот на добрососедство, предавање на посмртните останки на Гоце од Бугарија на Македонија. И ние сметавме дека тука може да се најдат елементи да се покаже дека може да има добрососедство за најчувствителните прашања. Ние знаевме дека праксата е 4 февруари или 4 мај и не сакавме тоа да представува провокација, како што беше и сватено од бугарска страна, него едноставно едно ново решение, кое можеби ќе отвара решение кои нови перспективи за тие бугарско-македонски односи. И од тој аспект ние тргнавме за тој предлог. Апсолутно немаше никаква друга позадина, меѓутоа беше разбрано погрешно. Како што бугарската страна рече, тоа е едно од најголемите национални предавства, периодот на Ѓорги Димитров за Бугарија, и дека тоа што се случува во тоа време за нив е условно кажено отфрлено тоа време во темен период, еден мрачен период во кој се случиле најголемите злосторства против бугарскиот народ. Добро, Колев, извинете, ве прекинав. Односно изјавата на господинот Ковачев и неговиот однос кон комунизмот, тој однос кон комунизмот е затврден во западните демократи, западниот свет, во западна Европа, дека тој е еден таков период од владењето во источна Европа кој што изобилувал со констатациите кои што ги направи тој, голи оток, убиства, знаеме и во нашава историја. Тие подобро професорите можат да кажат што се има случувано во еден таков систем, и јас до некаде можеби и се согласувам дека комунизмот треба да биде осуден, и е време и во Македонија како идеологија, како што осуден фашизмот, како што се осудени и други агресивни идеологии, да биде осуден и во Македонија. Колку што знам, има и таква осуда од парламентот, мислам дека некакво решение 92 или 3 година имаат земено. Не сум сигурен за ова, но треба да се осуди комунизмот. Но од друга страна би сакал да размислувам и да испратам апел до колегите во Софија, односно тоа дали и колку трпеливи треба да бидат во однос на одредени факти, во однос на определени теми кои што денеска се нови за македонската јавност. Ете, професорот спомна дека постојат документи каде што Гоце Делчев се декларирал и како македонец и како бугарин. За моја огромна жал, можеби и за жал на многу луѓе и на нив како учени, како професори, многу ретко некој во нашава земја
ги спомнувал тие факти дека постоеле во минатото или постојат во минатото документи кај што тој се самоопределувал како бугарин. Малку е стрес за еден човек како вас, како мене, кој што за прв пат денеска на денешнава емисија ќе ја гледа и ќе слушне дека македонски историчар тврди такво нешто. На нашево општество му е потребно време. Малку повеќе сега кога е актуелен Гоце Делчев, голем дел од нашите сограѓани ќе пројават интерес и ќе навлезат да истражуваат. Можеби е потребно малку повеќе време за решавање на тоа прашање. И за мене најважното, бугарските политичари, бугарските државници на оваа етапа, според мене треба да размислуваат и на следното прашање. Каков македонски идентитет денеска ние би требало да имаме? Тоест, каков идентитет тие ни препорачуваат на нас? Ако го тргнеме Гоце Делчев како дел од нашата заедничка историја и да влечеме континуитет како идентитет од Гоце Делчев, ако ги тргнеме сите останати револуционери, тогаш денешниот македонец би требало да влече точно од тој комунизам кој што го осуди господинот Ковачев, би требало да влече континуитет. Тоест, тие на нас ни наметнуваат да бидеме или идентитетски сврзани со Гоце Делчев, ама ни викаат не може да бидете, тогаш бидете со Лазар Колишевски или со Тито. Сега од една страна, господинот Ковачев, познавајќи ги неговите ставови, тој е тврд антикомунист. Човек кој што не ги прифаќа комунистичките ставови и многу често го критикува комунизмот. И според мене со право за многу работи кои што ги кажува. Но од гледна точка на македонскиот современ идентитет, со кој што тој вели дека нема никаков проблем, прашањето е од каде ние да влечиме корени. Според мене, бугарската страна треба длабоко да размисли дали не е подобро македонската нација, ако зборуваме за современа, политичка, модерна нација, во дел во границите на денешна Македонија, дали не е по-логично, по-издржано и по-правилно да го влече својот континуитет од Гоце Делчев, од Тодор Александров, или ќе биде полошо и за самата Софија ако Македонија влече континуитет од комунистичкиот режим. Тогаш како ќе зборуваме ние за заедничка историја? Ако ние, како денешно население во оваа земја, немаме никакви допирни точки со Гоце Делчев, со Даме Груев, со Тодор Александров, тогаш смислата на тој договор, дека имаме преамбулата, каде што велат имаме во духот на заедничката историја, нели, ќе одбележуваме, ќе правиме, го склучуваме овој договор. Тогаш за каква заедничка историја зборуваме? Да, практично Ковачев го враќа тој големо бугарски наратив, да речеме, од минатиот век на овој начин кога ги поставува тезите и мислам дека е добра поентата на Колев. Од каде Македонија ќе го влече својот идентитет, доколку утре се откаже од своите револуционери? Јас не знам зошто се гледа така на работата на комисијата, дека Македонија се откажува од Гоце Делчев или од било кој што би дошол, нели? Не рековме дека се откажувам, но такво е барањето од бугарска страна практично. Да, тоа е нивно барање, меѓутоа она што е проблем генерално и во бугарската историографија и бугарската политика кон Македонија е недозволувањето на македонската приказна да започне втора половина на 19 век. Кога започна објективно македонската приказна и за двоењето на македонската нација и растот на македонската нација. Тоа е главниот проблем во бугарската мејнстрим историографија. И тука јас ги гледам можностите на оваа комисија да поразговараме ние за тој македонизам кој започнува втора половина на 19 век со неколку личности, продолжува со организацијата во политичка смисла, па потоа нели тука се Чуповски и Крстеми Сирков кои го продолжуваат тој национален сепаратизам. Таа приказна не ја дозволува бугарската мејнстрим историографија и тука е она што јас сметам дека треба да бугарското општество со кое треба да се поразговара за тој проблем. Од друга страна, исто така, ние треба, како македонци, како македонска нација, да погледнеме похрабро на тоа време, дека всушност македонската интелектуална и политичка елита преминуваат преку бугарската интелектуална и политичка елита. И тука е тој спој кој ние ќе го видиме, може да го најдеме и таа испреплетена историја меѓу Бугарија и Македонија. Таа храброст е потребна во двете општества. Меѓутоа, дискусијата за Гоце Делчев расправата покажува дека не се спремни и двете општества поотворено и похрабро да поразговараат за тие многу чувствителни прашања од тој период. Да, повелете Јовановски, после ќе го поставам.
втората половина на 19 век и почетокот на 20 век на многумина им било јасно дека македонците стануваат посебни. Еве и за присутните тука, но и за јавноста, постојат многу грчки извори кои што грците не сакаат да ги гледат, сега мораат да ги користат и фала Богу и пишуваат за тоа, каде што врвни нивни дипломати, врвни нивни воени личности, интелектуалци, новинари пишуваат дека во Македонија живеат словенски македонци, македонофони и така натаму. Сега ќе се расправаме за Гоце Делчев, после ќе водиме дебата околу чие натрешната македонска одринска револуционерна организација или македонската револуционерна организација, ќе се расправаме дали е таа бугарска или е македонска. Еден грчки офицер доаѓа после Линденското востание во географска Македонија со налог од неговата влада да направи анализа за потребите на грчката армија. Треба да се уфрлаат чети. Тој забележува, вика, погрешно сметавме во Атина дека вика ова движење бугарско, ова вика чисто автохтоно македонско движење. И вика Грција може од тоа движење да има корист. Нормално е кога ова ќе им го кажеме на нашите бугарски колеги, да го кажат обратното. Не, тоа е грчка пропаганда, тие сакале вас да ве придобијат или сакаат сега, после Преспа, да ве придобијат на нивната страна. Многу е лошо кога се дебатира или кога сака да се наметне термин заедничка или споделена историја, кога едната страна под тој термин подразбира само собствена историја. Значи збориме за заедничка историја, ама таа е само бугарска. Не може така. Заедничка историја имаме и со грците, имаме и со албанците, имаме и со србите, и со хрватите, и со словенците, имаме и со турците, имаме и со бугарите. Имаме и со србите, например, еден непријатен период од 1912 до 1941 година. Зошто бугарската страна не го гледа српскиот рецепт? Не сметаа за јужни срби, дебатна емисија, не можам да употребам многу тешки зборови. Тука беше страшна репресија врз населението. Не да се избрише бугарскиот карактер, да го снема и македонскиот. Локалните диалекти беа забранети. Меѓутоа, после 1944 година разбира дека подобро е да се откачиме, така да се изразам, од таа Јужна Србија. Има доволно проблеми во другите делови од Србија. Кога ги гледаме деновиве сите овие напади што доаѓаат од бугарска страна и кон вас како председател на комисијата, но вкупно и кон останатиот дел од општеството, се поставува прашањето кому му се потребни комисиите ако политиката ги става во своји канџи. Тоа пред се случува во Бугарија, тука не гледам изјави од македонски политичари, предпоставувам дека тоа е повторно некакви политички причини. Колев, па после останат. Знаете ли, ова е лоша представа која што се создава денеска во македонското општество. Дека нашите историчари во комисијата не добро ги заштитуваат нашите позиции. Јас верувам на комисијата за заеднички историски прашања помеѓу Република Македонија и Бугарија и верувам дека експертите ќе најдат најдобро можно решение за сето тоа. Не само тоа, дел од прашањата кои што беа чувствителни во таа комисија веќе се затворени. Има некаков напредок. Така да политичарите би требало малку повеќе да им дадеме простор за да можат правилно да си ја завршат својата работа. Кога станува збор за новиот период, новата 19-20 век, е повеќе од јасно дека тука ќе има повеќе чувствителни прашања. Повеќе од јасно е дека ние и како општество можеби не сме се уште подготвени за дел од историските вистини да ги погледнеме такви како што се. На вистина имаме тешки прашања кои што во периоди од време под некаква форма биле или затскривани или толкувани во некаква насока, политичка конотација во нашето општество. Многу често политичарите и во Македонија и во Бугарија, но и тука во Македонија, на база на историјата правеа политика. И тоа е вистината. И ако ние сакаме да најдеме
разумно решение, ако сакаме да изградиме разумни ставови и позиции, тогаш можеби треба да тргнеме во една друга насока, да се подпреме на експертите. Но кога спомнуваме за Гоце Делчев, за неговата етничка припадност и така натаму, и понекогаш проблемот на граѓаните на Македонија да прифатиме некои работи, јас не гледам голема трагедија во тоа каков бил по етничка припадност некој револуционер во нашата земја. За мене е важно тој човек со какви идеи и за какви цели се борел и каков човек бил како човек. Ќе ви дадам конкретен пример. Питу Гули. Питу Гули етнички е влав, нели? Така сум учил јас во училиште. Но еден од сериозните македонски патриоти кој што го дал и го вложил својот живот за денешната или за нашава слобода во овој период и бил еден активен деец на организацијата. Тоест, ако ние погледнеме по тие прашања по друг начин и ако се обидеме да ги сватиме ситуациите во тој период, иако ние немаме познавање, најдобрите познавања ги имаат историчарите, но македонското општество голем дел од тие факти и аргументи не ги познава. Во македонските учебници многу ретко, а во последните 10 години и вие знаете и целата македонска јавност знаеше дека се правеше обид на базата на античката историја во нашава земја да се формираат политички позиции. Тоест се политизираше историјата. И затоа јас ќе апелирам и до бугарските колеги политичарите, и до овде во Македонија политичарите да бидеме малку повеќе стрпливи и да дадеме шанса да успее овој процес. А инаку, секој еден човек во светот кој што има некакви познавања за ликот и делото на Гоце Делчев, да ви кажам искрено, најверојатно во овој период кога ние се караме со бугарите по ова прашање, најверојатно ни се смеат. Ако некој од личностите може да биде мост помеѓу Скопје и Софија, тоа е Гоце Делчев. Ако еден од луѓето во нашето блиско минато, кој што покажал со својата активност, со својата широкогледост, со своите политички пораки кои што ги испратил, да создаде на друга атмосфера на Балканот, тоа е Гоце Делчев. И јас се надевам дека ние како општество, македонското и бугарското, ќе погледнеме на овие работи со помалку емоции и со повеќе разум. И се разбира, фактите, документите треба да бидат објавени без разлика на тоа кој ќе ја преземе таа улога, историчарите или политичарите, бидејќи како што го постави прашањето, каква е смислата на постоењето на комисиите ако политиката го диктира темпото и начинот на разговор таму? Јас веќе кажав дека кога после последната средба политичарите, посебно од Бугарија, се замешаа во работата на комисијата и дадоа изјави министерката Захариева и министерот Каракачанов, настана експлозија во јавноста. Политичкото мешање во работата на комисијата е крајно продуктивно, бидејќи остава впечаток, како што викате, дека ние работиме под диктат на политичарите. И тоа, посебно од страна на бугарските политичари, е присутно со тие изјави и, би рекол, уцени до заедничката комисија. Од друга страна, пак, македонската политика е премногу пасивна во поглед на работата на комисијата. Ние, како членови на комисијата, не бараме да се меша таа во работата на комисијата, меѓутоа, кога ќе дојде изјава, политичка изјава од политичари од бугарска страна, тогаш треба на тоа ниво и да се одговори. Јас имав безброј јавувања од новинари, што мислите за изјавата на Захариева. Не сум јас тој што треба да ја коментира изјавата на Захариева. Таа е политичар, министер и на тоа ниво треба да се одговори од македонска страна. Во таа смисла, да, политиката нека меѓу себе ги решава работите, меѓутоа не да се меша во работата на комисијата, и тоа, ако продолжи така, навистина ќе дојде до сериозен проблем во работата на комисијата, доколку продолжи да се диктира и се условува на некој начин одлуките на комисијата. Тогаш нема да се постигне никаков резултат. Знаете, како велеа, формирај комисија за да не решиш одредено прашање. Веројатно македонските политичари мислеа дека со формирањето на комисијата завршуваат проблемите, но очигледно така не се мисли од другата страна, бидејќи на крајот на денот овие работи и
тие факти кои што ќе ги потврдите, запишете и восстановите како некаков заеднички заклучок, утре ќе бидат дел од македонските учебници, ќе бидат дел од македонското образование, од системот на сеопштиот систем. Доколку ги прифатат политичари. Доколку вие се согласите како комисија, владите ги прифатат. Така што имам чувство дека не се сваќа во Македонија доволно одговорноста на оваа комисија и во таа со Бугарија и таа со Грција. Со Грција се уште, со колегите од грчката страна, се уште не сме имале вакви силни политички изјави. Ке видиме таму сега на 7 јули има избори, може да има промена на владата. Да, за тимот не знам таму каква е процедурата. Ке видиме како ќе биде понатаму. Сметам дека политичарите треба да останат малку посмирени во своите изјави, бидејќи прават проблеми. Знам дека на многу балкански влади не им одговара француско-германската комисија, полско-германската комисија, француско-италијанската комисија, многу комисии има. Јавноста треба да знае дека сите тие комисии работеле со децении. Германците и французите работеа пола век за да издадат заедничка книга. Пола век. Сите забораваат дека и во време на Хитлер постоеше таа комисија. Намерно забораваат заради мрачното минато на Германија од тој период. Политиката треба да стои на страна од историјата и тоа е најдобриот рецепт. Бидејќи вакви изјави само даваат дополнителен проблем на работата на членовите на комисијата, се создава сосема подруг впечаток во јавноста дека комисиите се под ужасен политички притисок да прифатат соседите што бараат. Јавноста може да биде смирена, апсолутно ви гарантирам дека ниту еден член, претпоставам и од вашата комисија и од нашата, нема намера да се согласи со нешто што нема да биде прифатливо за македонската страна. Бидејќи самите кога ставаме во дневно политички контекст, ние слушаме изјави, утре ќе отвориме поглавје за добрососедство и ако немаме договор во комисиите, Бугарија ќе ги блокира понатамошниот тек на Македонија во Европската унија. Можеме со така извиднина да не блокира и за Вардар. Да, меѓутоа сите овие примери што ги наведовте немаше таков политички контекст. Два моменти во контекст на политиката. Значи, прво, треба да стане јасно на нашето општество дека Македонија на оваа етапа не доби датум за преговори со Европска унија не заради тоа што не подпишавме договор со Грција или не подпишавме договор со Бугарија. Ние ги подпишавме и двата договори. Најверојатно причината лежи во моменталната политичка ситуација постизборна во Европскиот парламент и несоздадената Европска комисија, како и во тоа што голем дел од реформите ние заборавивме во нашето општество дека имавме препораки на Рајхард Прибе и таму ни беше дадена точната диагноза какви внатрешно политички реформи треба да направиме во општеството. Ние обидувајќи се преку целото време 15 години предходната влада, особено од тие 10 години на Никола Груевски, владата не убедуваше дека ние не можеме да тргнеме по евроатланскиот пат, бидејќи имаме проблем со Грција и со Бугарија. Ето, денеска го немаме тој проблем, реално, бидејќи имаме потпишан договор. Нормално е да има притисоци од македонска и од бугарска страна да се затвори тоа прашање поскоро. Како ќе се развиваат работите, не знам, но всушност вистината лежи на друго место. Ние не успеавме за овие 2 години да испорачаме скоро никакви реформи во сферата на правосудството, владење на правото, кои што седат во суштината на првото поглавје кој што ние треба да го отвориме, тоа е поглавје 23 и второто 24, нели? Но кога зборуваме за историјата, јас иако како политичар не би сакал да се мешам, но ќе се согласат, се надевам, професорите дека комисијата помеѓу Македонија и Бугарија ја нема таа задача како комисиите помеѓу Франција и Германија и Полска и Германија. Зошто размислувам јас така? Бидејќи
Франција и Германија и Полска и Германија имаат низа на воени конфликти кои што ги имале зад себе си, и имаат низа на работи кои што се случувале во минатото, кои што на вистина е тешко да се испеглаат. Јас не верувам и не сум слушнал дека нашата земја, сега Република Македонија, тоест Република Северна Македонија, некогаш била во воен конфликт со Бугарија или обратно. Тоест, сметам дека имаме повеќе шанса да постигнеме и да изнајдеме најдобри решенија. И зошто кога зборуваме за блокадите, јас не верувам во тоа дека Бугарија ќе не блокира. Ќе ви кажам и зошто. Се надевам дека, но тоа не значи дека треба да тргнеме тежината од историска комисија. Таа треба да си ја заврши својата работа, но зошто не верувам? Јас ви гарантирам дека еден од основните национални приоритети на бугарската политика е членството на Република Северна Македонија во Европската унија и во НАТО. И особено, Република Северна Македонија, но и Западен Балкан. Представете си вие да сте европска Бугарија, која што е една од последните примени членки и потешко се развива, и представете си околу вас да имате проблемни соседи, да имате држави кои што не се членки на Европската унија, на НАТО, да имате некакви... Никој не сака да има такви соседи. Но, кога станува збор за историјата, јас и кон колегите во Софија би испратил таков апел. Многу политичарите особено, многу често се занимаваат со луѓето кои што се револуционери, починале, со починатите. Но некако во последниот период од време многу малку се занимаваат со проблемите и прашањата на живите граѓани на Република Македонија. Бидејќи има низа на прашања кои што ние треба да ги затвориме, кои што треба да ги подобриме, и Република Бугарија и официјална Софија би можела да ни помогне во тие процеси. И за да не должам многу во насоката на улогата на политичарите, би сакал да кажам дека понекогаш чувствителноста на прашањата, еден збор или една реченица кажана по еден начин, со еден тон, или кажана по друг начин, со друг тон, а истата содржина може да предизвика различни реакции. Ние мораме да пројавиме како луѓе, мораме да пројавиме малку повеќе трпение едни кон други и се разбира да ги оставиме експертите да си ја завршат работата. Благодарам. Тука одиме на куса пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Во 24 отворено дебатираме за последните проблеми што настана околу толкувањето на историјата од бугарска и македонска страна, пред се за прашањето што бил Гоце Делчев. Се разбира, работата на комисијата досега имаше и други моменти. Публиката тука чувствувам дека ќе се вклучи. Повелете со прашања до нашите дискутенти. Добро вечер, моето име е Билјана, студент на правен факултет Јустинијан I. Мене ме интересира да ми кажете како се решат другите историски прашања и недоразбирања со другите дејци, како цар Самуил, Глигор Прдичев и останатите. Ако може да ни кажете, за да знаеме од што да учиме и ние. Ви благодарам. Да, тие беа тема на разговор, на дебата во нашата комисија со Бугарија, и решение се најдоа и за Климент за цар Самуил, за браќата Кирил и Методи, за Климент и Наум и за Григор Парличев. За личностите од средниот век решение се најде, би рекол, на едно цивилизацијско ниво, односно за нас, и се разбира и за бугарска страна, беше нивната важност за културите и цивилизациите на овие простори, како браќата се словенски просветители, Климент и Наум, како силни духовни лица кои оставиле наследство тука, кои развиваат писменост на овие простори, без да навлегуваме во нивната етничка и уште помалку национална припадност, зашто не може да се зборува во средниот век. И на тој начин успеавме да ги на површина да ги истакнеме оние вредности кои ги носат тие дејци. И на тој начин се надмине тоа. Значи, таа денационализација на средниот век, деетнизација на средниот век е изворедно важна и во исто време таа има темели, дека има аргументи методолошки, вие не може да барате нација во 9 век наша ера. Или во антика, се разбира. А за Григор Парличев исто така
ја истакнавме важноста на Григор Парличев за македонската култура и за бугарската култура, за македонскиот народ и бугарскиот народ, па дури и за грчкиот се разбира. Ние имаме предлог да по можност да се, ако се чествува Григор Парличев, да биде вклучена и грчката страна. И тоа е затоа што нели, тој пишува на грчки јазик, тој добива награда 1861 година и затоа важен е и за грчката култура. И тие се начините на кои сметам дека може да се најдат мостови на поврзување преку тие личности, кога ќе се најдат цивилизацијските вредности на тие личности за културите на овие простори. Тогаш мислам дека е по-лесно да се најдат решенија. Кога ние навлегуваме во идентитетските прашања, инсистираме исклучиво на припадноста идентитетска или етничката припадност на едно лице, тогаш настануваат проблеми. Добра, благодарам. Друго прашање од публиката? Добро вечер, јас сум Руфат, абсолвент на политички студии. Пред малку споменавте дека милет системот што го имавме на овие простори имал влијание врз дефинирањето на националните идентитети преку верското припаѓање. Па дали може да ни кажете нешто повеќе за тоа верско припаѓање на Гоце Делчев и дали тоа би можело да помогне во дефинирање на неговиот национален идентитет? Да. Добро. Повелете, јас. Добро. Видете, милет системот на Балканот постои од паѓањето на Цариград, Константинопол, денешен Истанбул под османлиска власт и тоа не било случајно направено. Но османлиските власти, односно османлиската држава која што била во подем и требала една релативно мирна позадина. Бидејќи населението било воглавном христијанско, државата решила на покорените поданици да им даде одредени верски права во замена за данок и за нивно лојално однесување кон централните власти. Меѓутоа, она лоша интерпретација на милет системот доаѓа во 19-тиот век, кога започнува да се јавуваат односно ослободителните движења на Балканот, од кои подосна ќе се јават современите балкански нации, кои што за жал ги бараат корените во средниот век или во антиката, исклучиво само за себе, со негирање на право на другиот. И тогаш доаѓа до, условно кажане, на вулгаризација на тој милет систем. Например, заради името Ромејско царство, Византија, осмалиите, православното население го нарекувале Рум милет. Тоа ќе го присвои Цариградската патриаршија за да почне да наметнува грчко чувство, бидејќи воглавно патриарсите и целата таа администрација биле грци по потекло. Тоа ќе предизвика револт кај одредени балкански христијански заедници, кои што ќе почнат да бараат посебни цркви. Една таква црква што е создадена е Бугарската екзархија во 1870 година, која што никогаш нема да биде призната од другите православни цркви, бидејќи Цариградската патриаршија не се согласила со тоа. Бугарската црква ќе биде признаена 1945. Само да објаснам ова, да го објаснам. Најголем дел од словенското население, од македонското население, но и словенски групи кои што се денес се сметаат за срби, но и оние во Тракија, се солидаризираат со бугарската екзархија. Зошто? Заради јазикот. Го разбираат јазикот на црквата. За жал денеска припадноста кон бугарската екзархија за многу колеги од Бугарија се толку исклучиво припадност кон бугарската нација, што не мора да значи дека е така. Благодарам. На крајот, ако Бугарија инсистира да остане решението што тие го предлагаат, односно да се напише дека Гоце Делчев е бугарин, дали вие ќе го прифатите тоа? Во овој момент, според мене, решението е во работата на комисијата е да се прифатат тие две перспективи за Гоце Делчев, македонската и бугарската. И
тука да се бара решение, да се најде мост. Инсистирањето на бугарската страна Гоце Делчев по секоја цена да се напише бугарин и дека тоа ќе биде ултиматум за нашата страна, мислам дека ќе доведе до прекин на работата на комисијата. Благодарам, да ги погледнеме и поентите на вечерашната емисија. Ако некој од личностите може да биде мост помеѓу Скопје и Софија, тоа е Гоце Делчев. Ако еден од луѓето во нашето блиско минато, кој што покажал со својата активност, со својата широкогледост, со своите политички пораки кои што ги испратил, да создаде на друга атмосфера на Балканот, тоа е Гоце Делчев. Многу е лошо кога се дебатира или кога сака да се наметне термин заедничка или споделена историја, кога едната страна под тој термин подразбира само собствена историја. Ние треба, како македонци, како македонска нација, да погледнеме похрабро на тоа време, дека всушност македонската интелектуална и политичка елита преминуваат преку бугарската интелектуална и политичка елита. И тука е тој спој кој ние ќе го видиме, може да го најдеме, и таа испреплетена историја меѓу Бугарија и Македонија. Почитувани дискутанти, почитувана публика, ви благодарам што бевте вечерва делот 24 отворено. Почитувани гледачи, останете и понатаму со програмата на Телевизија 24.